Иван Антоновски е роден во 1990 година во Скопје. Дипломира и магистрира на Филолошкиот факултет Блаже Коневски овде во Скопје, за денес по години да работи како асистент токму на Филолошкиот факултет на катедрата за македонска книжевност и култура во Скопје. Иван Антоновски важи за еден од нашите современи поети, писатели, есеисти. Неговото најново дело "Идентитетот е приказна" беше промовирано со неговата најнова промоција во Куманово, сега на 4 февруари, а токму во емисијата од своја страна имаме чест да го запознаеме одблизу и да слушнеме што е ново од него како поет, како писател и секако како дел од Филолошкиот факултет. Најпрво, Иван, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од студиото на телевизија Сонце и дел од емисијата од своја страна. Ви благодарам за поканата и за можноста одново да се навратиме на некои теми и секогаш во одговорот на секое прашање да се обидеме и да отвориме некое ново кое што е важно за македонската книжевност, за македонската култура. Токму така, многу важни теми кои што не засегаат сите нас. Дипломирате и магистрирате на Филолошкиот факултет Блаже Коневски како првенец за на генерација. Јас би почнала од таму, од тие почетоци, што тоа значеше за вас и колку тоа го градеше патот од тогаш па се досега. Значи, дипломирањето како првенец на генерацијата навистина беше поттик за сето она што се случи потоа. Затоа што едноставно кога книжевноста е животна и професионална определба, таквиот постигнат резултат во текот на студиите не се темелеше на решеност дека да, мојот просек треба да биде тој и никој друг. Туку се темелеше едноставно на секојдневната посветеност и желбата да се изучува и да се работи тоа што навистина се сака. Јас уште и години пред да бидам студент на Филолошкиот факултет, знаев дека книжевноста за мене ќе биде професионална и животна определба. Од тука, иако на моменти, значи потоа не секогаш можеше професионално да се остварам исклучиво во делот на она што значи исчитување на современата македонска книжевност, никогаш не ме напушти поривот и потребата тоа да го правам и надвор од работното место, секогаш со јасна лична определба дека поривот да се посвети човек на убавата реч, меѓутоа и на она што е делот столбовите на нашиот национален идентитет, кој што се остварува токму преку книжевноста и културата, е нешто што, како што би рекол Коневски, е порив и за смисла не прашува. Так. Кога ќе рече тој за зборот, ама сепак се потврди и дека сето тоа и тоа како има смисла. Така. Иван, какво е чувството да се вратите повторно на факултет и да го пренесете вашето знаење на оние кои што се желни за да учат македонски јазик, македонска книжевност? Каква е заинтересираноста на младите денес во Македонија? Сакаат ли да го учат македонскиот јазик? Најпрво представува голем предизвик, меѓутоа уште повеќе представува голема одговорност. Зошто? Затоа што доаѓам како представник на една понова генерација македонски филолози, во која нашите претходници и современици вложиле многу. Некои преку наставата, некои со својата научна работа која што се вградила во нас. Меѓутоа, самиот факт што се доаѓа од една таква понова, млада генерација македонски филолози, ја димензионира и одговорноста која што ја имаме едновремено и кон тие генерации што се зад нас, кон генерациите на нашите современици, ама и кон генерациите што доаѓаат по нас. Зошто? Затоа што стојки од онаа страна на катедрата, условно кажано, во разговорот со студентите, кои што се во оние купи во кои што сум минал и јас, се отвораат прашања, се водат размисли кои што треба да бидат поттик да имаме македонистички кадри во времето пред нас кои што ќе бидат подготвени секогаш
да го остварат оној влог кој што времето од нив го бара и ќе го бара. Јас морам да кажам дека сум среќен што постои интерес за македонскиот јазик и македонската книжевност и тука не би сакал да говориме за некакви само груби статистики. Зошто? Затоа што меѓу оние млади луѓе, студенти со кои што се среќавам во предавалните, во ходниците на филолошкиот факултет, може да се препознаат личности кои што во времето што е пред нас, секогаш ќе знаат како да го остварат својот професионален предизвик, согледан преку предизвиците на ишчитувањето на македонската книжевност и афирмирањето на македонистиката. Од тука можам да кажам дека ако треба да изберам дали е поголем предизвикот или е поголема одговорноста, ќе речам поголема е одговорноста. Меѓутоа, токму затоа и потребата секојдневно да се надградувам и себе си, затоа што надградувајќи се себе си, можам да го надградам и она кое што ќе се обидам како и се обидувам постојано како сознание, како информација, преку вежби, бидејќи тоа е работата на асистентот, да го споделам со идните генерации македонски филолози, македонисти, кои што се надевам дека како што ние сме горди на она што го наследуваме од нашите претходници, почнувајќи од патронот на нашиот факултет Блаже Коневски, дека таа традиција ќе продолжи и дека ќе се надоврзи во тој континуум и она што нашите генерации кои што сега создаваат ќе го остават за нив како на тамошен потик. Иако треба да бидеме реални во еден дел од времето ќе треба да содействуваме во рамките на она што значи вреднување и афирмација на македонскиот збор и секако преку тоа и на македонската култура. Така, овде во концептот ми е запишана третата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, кое што се одржа чинам од 23 до 28 јануари оваа година. Бевте дел од школата, имаше над 40 чинам странски македонисти кои што учествуваа, како се одвива настаните таму. Јас најпрво ја користам оваа можност и да искажам големо задоволство и благодарност што имав можност да сум дел од таа трета зимска школа и да имам довербата да го водам напреднатото рамниште, односно групата која што во целост беше посветена на исчитувањето на поезијата на нашиот великан академик Ацо Шопов, чија што 100 годишни одбележуваме во текот на оваа 2023 година. Впрочем, со таа зимска школа и започна честувањето на големиот јубилеј. Овдека повторно ќе се повикам и на обврските, и на она што е обврска, и на она што е одговорност. Затоа што конкретно, говорејќи за преднатото рамниште, групата ја сочинува истакнати универзитетски професори, странски македонисти, книжевни преведувачи, културолози, но и нови генерации странски македонисти кои што се подготвени во времето што е пред нас да остварат свој влог во она што е странска македонистика и афирмација на македонскиот јазик, литература и култура во странство. Од тука не може во само неколку збора да се сподели сето она што се беше искуство во тие неколку дена, затоа што искуството и предизвиците беа големи како за учесниците, така и за лекторот. Но она што можем да го напоменеме дека таа зимска школа на 28 јануари заврши само формално. Суштински и продолжи, затоа што таа доведе до нови исчитувања на поезијата на Шопов преку напреднатото рамниште, можем за тоа да говорим, оној дел во кој што и бев ангажиран, исчитувања кои што ќе доведе до нови научно-истражувачки трудови, доведе до веќе подготвени неколку нови преводи од негови песни, но интензивната комуникација која што имавме во тие 6 дена
со семинаристите, продолжи веќе и трае континуирано, вклучително и денес, само неколку разменети електронски пораки, во кои што веќе се говориме за нови преводи на поезијата на Шопов, се собираат материјали со кои што се подготвуваат нови научни трудови и од нивна страна, а во исто време, значи, покрај овој аспект на книжевниот превод и она што значи ново критичко исчитување на поезијата на Шопов, се случува и согледување на можности за натамошна соработка, кои што се темелат и на нивните истражувања колку Шопов бил застапен во нивните средини претходно и се добиваат материјали кои што се значени и за нашата култура и за нашата книжевност, а кои што токму доаѓаат од архивите, од библиотеките во кои што тие истражуваат. Така што третата зимска школа започна на 23 јануари, формално завршен 28, меѓутоа во делот на напреднатото рамниште, драго ми е што продолжува и се надевам дека ќе резултира и со нови проекти. Ке стане ли традиција, можеби, ова зимска школа за македонски јазик и книжевност, веќе трета, секоја година се одржува? Прашањето ми е дали ќе стане традиција и во понатамошните години? 3 години поред, значи првата се одржува во 2021 година и била во чест на Блаже Коневски, по повод 100 години од неговото раѓање. Втората зимска школа, на која што беше и мојот прв ангажман на школи на меѓународниот семинар, минатата година, посветена на, односно во чест на творештвото на Горан Стефановски, каде што повторно, че токму во напреднатото рамниште посветено на литературата се ишчитуваа негови текстови и еве сега трета година поред се случува зимската школа, која што и се е дополнение на активностите што тој меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура при нашиот универзитет ги остварува, затоа што меѓутоа веќе традиционална активност, затоа што ја имаме предвид и летната школа, која што зад себе има веќе 55 изданија и долга традиција. Меѓутоа, од она што можев како лектор да го забележам оваа година, веќе со оваа зимска школа, можам да кажам дека и зимската школа навистина веќе прераснува во еден убав формат и традиција која што веќе не е дополнение на она што, само дополнение на она што претходно се работува, туку од рецепцијата на странските македонисти, нешто што навистина е веќе стожерно за она што е секојдневен влог од нашата академска заедница за странската македонистика. Така што искрено посакувам таа традиција да продолжи. Од позиција на лектор, меѓутоа и од позиција на млад македонист кој што имал можност да ја согледа реакцијата на странските македонисти. Така, Иван, автор сте на повеќе прозни поетски дела, дел од повеќе поетски антологии, како на државно, така и на меѓународно ниво. Ке се навратиме малку повеќе на вашето творештво, ке ставиме фокус на идентитетот е приказна. Последната промоција одржана во Куманово пишувате за творештвото на Горан Стефановски. За кого конкретно е наменета идентитетот, приказната на идентитетот? Идентитетот е приказна е објавена во 2022, меѓутоа се создаваше неколку години наназад, значи започнувајќи некаде особено од 2019-та, кога творештвото на Горан Стефановски, односно неговата есеистика, беше предизвик и за подготовка на мојот магистарски труд. Меѓутоа, она што може да го кажам за кого е наменета. Таа е наменета за сите кои што треба да ја разбереме нашата приказна. Затоа што во еден дел од читателите може да ги најдат размислите и за есеистиката, за есеот како жанр. Меѓутоа, во вториот нејзин дел се говори токму за тоа зошто идентитетот е приказна, согледано преку есеистичкото творештво на Горан Стефановски. Тука, преку еден мини каталог, се систематизирани идентитетските прашања и дилеми кои што ги има во есеите на Горан Стефановски, а кои што ми се чини не еднаш сум напоменал,
За жал сите тие пораки кои што се однесуваат на тие прашања и дилеми кои што ни ги упатуваше Стефановски, не сме ги разбрале докрај. Ова е само една етапа од ишчитувањето кое што му го должиме. Ама не му го должиме тоа ишчитување само на Горан Стефановски. Тоа ишчитување го должиме и на македонската книжевност и култура, ама си го должиме и самите себе си. Така што верувам дека секој кој што е заинтересиран за есеот, заинтересиран за творештото на Горан Стефановски или пак заинтересиран за идентитетските прашања и дилеми, ќе може да препознае една своја читателска позиција од која што ќе може да ја почитува книга. Всушност и тие промоции кои што се случуваа. Каков е одзивот за книгата? Мене ми е навистина драго што книга од ваков формат, значи на мен, која што не е белетристичка книга, доживеа веќе 2 изданија и што се случија промоции на кои што исчитувањето на есеистиката на Горан Стефановски, меѓутоа и разговорот за нашата приказна продолжува. Затоа што оваа книга е само простор во кој што се отвораат некои размисли и се иницираат на тамошни ишчитувања на есеистиката на Горан Стефановски. Тоа што книгата се залага да се случи во периодот понатаму, на некој начин веќе преку разговорите кои што ги водиме со промоторот, разговорите што се водат со публиката, се остварува. Затоа што можем да кажем дека на сите промоции кои што досега се случија, од она во Скопје, која што беше во октомври минатата година, 2022, беше со еден поинаков формат од оние кои што потоа почна да се случуваат надвор од Скопје, во кои што веќе промоцијата не е беседа, не е само застанување на промотор и автор пред микрофон, туку е разговор меѓу промоторот и мене, и меѓутоа и разговор со публиката, а сето тоа и разговор со делото на Горан Стефановски. Мене ми е драго што секаде публиката која што доаѓа се читатели кои што се подготвени да разговараме и да продолжиме со исчитувањето и на есеистиката на Горан Стефановски и воопшто на нашата приказна. Само така и може да говориме дека може да се создаваат некои навистина автентични наши снажни поглавја на приказните. Добитник сте на многу награди и на многу признанија. Овде не можам да не го спомнам Антево перо. Антево слово, се извинувам. Антево слово, што значат наградите и признанијата за вас? Дали тие се поттик, можеби, за уште повеќе, или сето тоа е сепак еден вид на признание и тоа е тоа? Ќе бидам искрен, наградите се некој вид рефлексија на нешто што се случило во одреден временски период. Меѓутоа тие не може и не треба да се клучното што ќе ни биде поттик дали понатаму ќе продолжиме по патот што сме го зацртале или не. Конкретната награда е и за поетско остваривање. Так. За песна. За песна, так. Дали јас ќе продолжам своето јас да го искажувам ни стих или не зависи од наградата, туку зависи од мојот внатрешен порив. Така. Неспорно е дека наградите на вистина во даден момент може да бидат валоризација на нешто што се ставило на хартија или се сработило. И од тука на моменти на вистина придонесуваат и за рецепцијата на јавноста, тоа мора да го имаме предвид. Меѓутоа, сепак, особено во овие современи околности, не говорам во нашата држава, туку и воопшто, значи не само во Македонија. Наградата не секогаш е единственото кое што треба да биде поттик или мерило на вредноста. Така, интересно е признанието успешни млади кое што го доделува председателот на Република Македонија. Добитник сте на признанието успешни млади за 2021 година во делот на хуманистичките науки. Што значи ова признание за вас и зошто го добивате? Мене ми е драго што преку ова признание не се потврди само тоа што јас сум го сработил во текот на таа 2021, туку и вогот кој што може и остваривањето што може да се постигнат
во хуманистичките науки, особено македонистиката. Зошто? Затоа што постои некоја голема слика во која што таа се проектира и хуманистиката, па во неизини рамки македонистиката, некаде на крајот на скалилата, зад техничките науки, зад природните науки. Бидејќи оваа награда се темели на утврдена методологија. Како се вреднуваат кои објави, во кои меѓународни списанија, во кои зборници со меѓународна редакција, се покажа дека со остварениот резултат и хуманистиката не мора и не треба да биде на крајот. Јас ќе нагласам, не треба. Затоа што јас тоа го кажав при моето обраќање кога ја добив наградата. Ако ние ставиме хуманистиката настрана, ако не се даде поддршка на хуманистичките науки, тогаш ќе се занимаваме со сето она кое што е околу човекот, ама ќе нема кој да се занимава со човекот. Само хуманистичките науки се занимаваат со човекот и со сето она што го сочинува неговиот идентитет. Во тој контекст и македонистиката која што како наука е тука за да биде секогаш столб на тој идентитет кој што е приказна. Без македонистика ние не можеме да ја раскажеме нашата приказна која што ќе биде заснована на знаење и на прецизен тосрт како што ќе рече Горан Стефановски. Така убаво кажано. Иван, на што работите следно? Активно говорите за повеќе општествени теми, конкретно за теми кои што ги засегаат младите, како млад, амбициозен и доста успешен човек. Последно говоревте за националната стратегија за млади, која што веќе имаме и нова донесена национална стратегија која што се донесе. Колку е мотивиран и колку државата прави младиот човек да си ја гледа иднината тука? Еве, како човек кој што си ја работи професијата сега. Еве, значи најпрво работам на проекти кои што и укажуваат на тоа дека мојата иднина ја гледам тука. Сите мои проекти во моментот очекувано се поврзани со македонската книжевност и со нејзиното исчитување, поврзани со некои наши значајни автори, меѓу кои што тука ќе го споменам и творештото на Коневски, и творештото на Шопов, и продолжување со предизвикот Горан Стефановски. Меѓутоа и низа други помали, во наводници ставено помали, секојдневни залагања во исчитување кои што може да прераснат натаму во некој поголем научно-истражувачки проект. Така што лично мојата иднина ја гледам овде. Не ја гледам затоа што ми ја гарантира некоја стратегија и дека тоа го препознавам, туку затоа што сум убеден со патот што сум го изодел досега и со предизвиците што ги имам пред мене, дека овде можам да ја градам мојата иднина. Знам дека ние живееме со една идилична слика за надвор наспрема овде. Ама каде јас како македонист докрај професионално ќе се остварам на овој начин на кој што се надевам дека можам да се остварам во мојата држава. Јас и да заминам надвор, ќе треба да работам нешто друго. Мојата определба не беше тоа. Мојата определба беше да се занимавам со македонистика. И ако сум надвор, повторено залагањата ќе бидат во професионалната сфера условени од поддршката која што би се добило од оваа земја, затоа што не може да очекуваме дека истражувањата посветени на македонистиката може да се остварат без силна поддршка која што доаѓа од Македонија. Така што јас во однос на стратегиите само ќе кажам, како млад човек имам потреба не само од национална стратегија за млади. Имам потреба од национална стратегија за сите витални прашања кои што го засегаат тоа што значи мојата татковина утре. Таквата национална стратегија ни е потребна и како што во една пригода кажав, не како парче хартија, не само како документ, туку како нешто што суштински ќе се остварува во времето што го живееме. Не нешто што ќе биде, туку нешто што навистина ќе се случува и ќе биде континуиран процес. Меѓутоа, тука морам и да кажам дека тоа што им префрламе на некои претходни генерации, зошто некои пропусти се случили или не.
не амнестира нам, актуелните генерации, кои што треба да градат во ова време и во времето што е пред нас, да не го оствариме својот влог. Така што, јас сум човек кој што верува дека својата иднина може и треба да ја гради овде и да го даде својот влог. Ивана, што се работи следно, што го очекуваме од вас? Па еве, јас и Покрај сите напоменав тоа овие се... проекти, активности. Значи, како и да е исчитувањето на творештвото на Горан Стефановски продолжува, меѓутоа, мојот предизвик е македонската современа книжевност воопшто, вклучително и книжевноста за деца и така натаму. Секојдневно сум со и меѓу книгите, од сето тоа произлегуваат текстови, произлегуваат дел од нив ќе бидат дел од публикации, значи дел од тие ми ги споменав, Куневски, Шопов. Се надевам дека сето тоа ќе биде влог не само во она што е научно-истражувачка актива моја лична, туку ќе биде влог и во она што е рецепција за македонската книжевност во овој миг во кој што ние треба да го оствариме својот влог. Ете, јас така знам да го дадам својот влог. Јас не гледам дека мојот влог треба или можам да го дадам во некоја друга сфера. Ама ако секој го даде својот влог во сферата во која што најдобро може, тогаш и таа стратегија и иднината која што ја бараме ќе биде навистина остварлива. Ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од емисијата од своја страна, ви благодарам што со вашиот збор ја збогативте оваа емисија и ќе ве следиме и понатаму и се надевам на некоја наша повторна книжевна средба. Уште еднаш благодарам на поканата и се заблагодарувам и за упатените прашања, а на гледачите за вниманието. Така, почитувани гледачи, овде и јас ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Ова беше една книжевна средба со нашиот современ поет, писател и секако асистент на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, Иван Антоновски. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, се надевам дека уживавте. Овде ќе ве поздравам и ќе закажам наша наредна средба токму за 7 дена. До тогаш останете поздравени.